Здраво и живо, добре дојдовте во второто издание на Процедурално. За чудо уште од втората емисија имаме алтернативен наслов, а тоа е... Мојот збор ќе го оставам, еве гледам колегава крива збор. Сега, откако кренав зборов, започнуваме со анализа на последната седница на Советот на Општина Прилеп и исто така да научиме некое членче од статут, од деловник за работа, да бидеме и ние како граѓани малку пообразовани и да си ги знаеме правата и да знаеме како советниците ни работат. Значи, пред се во оваа епизода ставаме акцент на тоа што се случуваше фактички во процедуралните забелешки пред да почне 14-тата седница, а тие беа предизвикани од иницијативата која што е потегна опозицијата со поднесување на барање на 1/3 од советниците на Советот за вонредна седница на Советот на Општина Прилеп и од страна на председателката на Советот тоа барање беше изигнорирано. Советниците на почетокот на седницата побараа објаснување и вака некако тоа течеше накратко. На линкот на YouTube каналот на Општина Прилеп можете да изгледате целата седница секако. Опозициониот блок 1/3 се подпиша за собарање за итна седница. Вонредна седница. До денес нити вие, нити било кој друг од општинава не извести зошто не е закажана итна седница на Советов. Председателот на Советот не може произволно да одбие свикување на седница само затоа што смета дека темата не е надлежност на општината. Барањето беше уредно поднесено, најмалку 1/3. Имаше предложен дневен ред, имаше доставено материјали кои што за жал не беа доставени до колегите советници. Gospodina predsedателя, кој ви дал право вас да блокирате волјата на 1/3 од советниците во Советот на Општина Прилеп? Вие не треба да имате желба па и толкување да ја закажете идната седница, се знае. Тоа е ваша деловничка врска. Дека е прекршена процедурата и дека не смееше председателката да си дозволи да не свика вонредна седница, кога 1/3 од советниците бараат свикување на вонредна седница, е факт. И нема начин и доказ како тоа сега да го демонтирате. Сега, тоа беа објаснувањата од опозицијата, на крајот нема начин како да ги демонтирате, но сепак од мнозинството пробаја да објаснат зошто тоа го направиле, а после тоа ќе го слушнеме и одговорот на Жарко Стевановски на нивното објаснување. Председателката само рече дека не се надлежни. Не можам да свикам седница и да се одлучува за нешто за што немаме надлежност. И да барам итност да се одлучува за нешто за што немаме надлежност. До Советот на Општина Прилеп пристигна барање за свикување на итна седница во која е содржан предлог со нејасна содржина, Советот да даде некакво мислење во постапка за донесување на закон. Јавно се прашува од кога тоа еден совет на општина има законодавни надлежности. Имаш прочитано ние што предлагаме овде, не носиме одлука, не е предложено донесување на одлука, изразување на мислење бараме од градоначалникот до законодавниот дом што требаше да ги донеси законските измени. Ете ги слушнавме советниците, сега ајде го прочитаме статутот на Општина Прилеп. Во статутот на Општина Прилеп во член 25 вели вака: вонредна седница на Советот свикува председателот на Советот по сопствена иницијатива или барање на најмалку на 1/3 од членовите на Советот, во случај на ист начин утврден со статутот. Сега, една кратка мисла во целава приказка би завршил така оваа епизода. Може да се надмудруваат советниците кој е во право, кој не е право, има надлежност, нема надлежност. 1/3 рекол статутот треба да се почитува. Дури и во случај да бара за најбесмислената работа на светот да се разговара,
Мнозинството треба да го искористи тој момент, затоа што седниците одат во живо, се пренесуваат на YouTube каналот на општината, да докажат дека опозицијата им го губи времето и на граѓаните да гледаат и на советниците да заседаваат за ништо, за џабе, за глупости. Ама вака, кога се игнорира предлог на 1/3, што според статут е дозволено, некако баш не е дека немало смисла да се разговара. И се што е поврзано во врска со град Прилеп, во врска со општина Прилеп, без разлика дали надлежностите се во министерствата или во општината, треба да се расправа. Затоа што на крајот на краиштата ние имаме еден процес на децентрализација со кој што доцниме, па може би треба и со расправите во Советот да докажеме дека сме зрели за следна етапа. Толку беше од мене за оваа епизода. За брзо ќе има и втора од истата седница, која што ќе биде за некој циркус, за некој драма, а на крајот на краиштата излегуваат онакви седници за Прилеп пред се трагедија.